Денес, кога Хана и Лана од градинка се вратија, на сите дома им одржаа час по демократија. Добар ден! Добар ден! Тато, секојата чест е слава. На новинема ќе треба повеќе да ги почитуваш нашите детски права. Не дека до сега не си ги почитувал, но ете, јас како си го струга дете можам да направам погрешен чекор. И што тогаш? Па да не добијам шамар место прекор. Папа, значи ние актери артисти, а вие дома само украт да декор да не речем статисти. Грешиш, бабо, грешиш, кај нас немало и кај нема такви ситуации. Ама тоа го предвидуваат нашите детски декларации. Родители правата на децата не ги почитуваат, безпричина ги караат, ги тепат и ги понижуваат. Навистина? Да, бабо. Заради тоа се формирани такви организации и тоа во рамките на Обединетите нации. УНИЦЕФ, детски амбасади, СОС, телефони, парламенти. Сите тие треба да реагираат во такви моменти. Не сум знала за тоа. Да, баба. Кој сето тоа го слушаше со начулени уши, го остави весникот и некако почна да се гуши. Деда си настигнал, еве ти топло чајче. Колку што јас можам да сватам, вие се интересирате само за вашите права. Ама ништо не ми влегува во моја белокоса глава. Значи, ако ќе си мислите, нешто не е во ред, можете да се жалите на целиот свет. Да ќе активирате вашите меѓународни врски. Но каде да се жалиме вие? Па вие не ги извршувате вашите детски одврски. Кога ќе посакате, можете да не ме сликате. А вие да си молчиме ние, кога се види кај што не треба ти пикат. Јас сум за тоа. Односите меѓу децата и возрастите. Да си има ред, ама нема ред, без реципроцитет. На ова Хана се насмеа гласно. Последното зборче дедо воопшто не ми е јасно. Уште си мала, ако ќе пораснеш, тоа ќе го сватиш. Тоа значи, колку ти дал, толку треба да му вратиш.